Welcome on summit today from Macedonia, Sasko. Congratulations, Sasko. Немало врв да не помислам дека толку е. Значи, ова е последен пат, бидејќи нема шанса да се издржи, бидејќи во тие моменти не води некоја внатрешна енергија која што во секојдневниот живот не ја осеќаме. Во неговата професија како кардиолог речиси секојдневно се соочува со смрт, но смртта го демни и при искачувањето на високите планински врвови. Кардиологот Сашко Кедев неодамна стана првиот македонец со искачени 14 врвови над 8000 метри на 7 континенти. Кога желбата за успех е посилна од стравот, со една цел да се биде на врвот. Сашко Кедев во 2009 година го искачил Монт Еверест. Тогаш се уште немал јасна визија дека сака да ги искачи 14 планински врвови повисоки од 8000 метри. Со мисијата продолжил во 2021-та. Останатите 13 успеал да ги освои за помалку од 4 години. Третиот обид беше успешен за врвот Канченчунга во Непал, а Гашер Брум 1 во Пакистан беше последната пречка. Раскажува дека искачувањата може да траат и до 24 часа. Симнувањето најчесто е поопасно. Ризикот е голем, опасностите не можат да се предвидат. И сега на последното искачување на Гашер Брум 1, при спуштањето од јапонскиот кулар, веќе кога сметав дека доаѓам до кампот 2, како торпедо помина едно парче карпа, значи на помалку од пола метар од мене. Кедев памети уште еден несреќен случај за алпинисти кога бил близу до врвот. Например, на Шишенпагма, последните 200-300 метри, дека јас го гледав врвот и се гледав на врвот. За да додека правевме пауза, падна една лавина и однесе четворица, двајца загинаа во таа лавина и при враќањето падна уште една лавина која што однесе уште двајца кои што беа према врвот и четворица загинаа во тој дел. При искачувањето на високите врвови, Кедев смета дека се клучни умот и белите дробови. Условите за престој во камповите при искачувањето често се субстандардни. Измрзнатите екстремитети се честа појава кај алпинистите. Например, на Макалу кога стигнавме во кампот 3, шаторите беа однесени од ветер. И сега имаше еден период на 10 минути, четворица се држевме вака меѓу себе за рацеве да не однесе ветер. Поддршката од семејството при секоја мисија е многу важна. Одењето и испраќањето на секоја ваква експедиција е како одење во војна. Буквално одење во војна, бидејќи ние знаеме од нашата екипа кога одиме, за жал некогаш некој нема да се врати. Психичкото и физичкото враќање во нормала може да потрае. Кедев губил по 7 до 10 килограми на секоја мисија. Висинската разлика и нивото на кислород го прават своето. Например, јас се уште ноќе се симнувам деновиве. Денови уште се симнувам ноќе од камповите, ги сонувам камповите од 3, 2 и тој процес трае. Иако моето тело е тука, се уште душата касни.